Со 77 гласа за, собранието минатиот викенд ја изгласа новата влада. Констатирам дека собранието избра влада на Република Северна Македонија. А министрите треба да работат согласно програмата која претходно заедно со предлогот до влада ги достави мандатарот Христијан Мицкоски. Што току во архивата на Македонското собрание ја поднесов предлог програмата за работа на идната влада, предводена од ВМРО ДПМН. Меѓу најсериозните ветувања во владината програма за кои пат малку или воопшто не се зборуваше ниту во собранието, ниту во јавноста, се оние за уставни измени. За што ќе се отвора уставот и дали има согласност од сите коалициски партнери. Стефан Андоновски од ВМРО ДПМН сега е министер за дигитална трансформација. Во предизборниот период пак работеше на предизборната програма на ВМРО ДПМН, чија содржина во најголем дел се најде и во владината програма. А во новата владина програма наголемо е отворена врата за измени на највисокиот правен акт на државава. Измените наведени на страница 27 се однесуваат на веќе најавените реформи во судството. Владата ќе иницира и процес на промена на уставот во делот на уредувањето на составот на судскиот совет и советот на јавни обвинители. А малку подолу во програмата се предвидени и серија други измени. Владата ќе ги поддржи сеопфатните дискусии во собранието за измени на уставот со кои ќе се овозможи формирање на собрание од 90 пратеници, како и системски законски реформи за воведување една изборна единица за избор на пратеници во Македонското собрание, со изборен праг по примерот на други европски држави. Укинување на изборниот цензус за избор на председател во согласност со препораките на ОПСЕ ОДИХР, укинување на концептот влада за спроведување на избори, така наречена техничка влада, реформа на Уставниот суд и воспоставувањето можност за разрешување градоначалник. Владината програма можам да кажам дека има два дела. Едниот дел кој што произлегува од ингеренциите на владата и кој што планираме да го иницираме како влада, а што ќе значи една реформа на судскиот совет и советот на јавни обвинители, и таму имаме преодно решение кое што е во еден измеѓу период и имаме едно крајно решение кон кое што ќе целиме како влада, а тоа е да имаме промена на уставот во делот на начинот на избор на членовите на судскиот совет и советот на јавни обвинители. И вториот елемент за кој што се задржуваме во владината програма е тоа дека владата ќе иницира дискусија сеопфатна и јавна расправа и експертска дебата, но и сериозна дебата во собранието за заложбите кои што ние ги имавме како политичка партија, а сега се преточени во владината програма, а тоа е на пример собрание кое што би имало 90 пратеници, намалување на прагот за избор на председател во вториот круг од 40%. Или да се избрише како праг, или да биде некој многу понизок праг, воедување на изборен систем во кој што Македонија ќе биде една изборна единица со соодветен праг, кој што наликува на праговите во државите во соседството или државите од Европската унија. И сето тоа би било процес кој што ќе трае во собранието и кој што ќе го поканиме собранието да го води тој процес. Дел од овие измени на уставот кои ги немаше во предизборните партиски програми веќе беа предмет на анализа во 360 степени. Во минатата емисија во соработка со Центарот за управување со промени, констатиравме дека ако во програмата за работа на владата влегоа ветувања поврзани со уставот кои ги немаше во предизборието, во неа ги нема дел од предизборните ветувања на коалицијата вреди. Например, за редефинирање на Северна Македонија како земја на две мнозински заедници, македонската и албанската, формирање Албанска банка и формирање Албанска академија за науките и уметностите. А го нема и клучното – промена на уставот како дел од пристапниот процес кон Европската унија, чекор за кој вреди тврдеше дека ќе бидат гаранти во новата влада. Предпоставам дека некој процес во однос на отварање на уставот ќе ни предстои и од оваа влада, но не го гледаме конкретно дека ќе се однесува на барањата за внесување на бугарите во уставот. Од дополнително, например, во програмата на Влен стоеше дека уште во првата година ќе бидат направени овие измени, и тоа токму со цел членство во Европската унија. Тоа како таква конкретна мерка не го гледаме сега овде.
Па како власта предводена од ВМРО ДПМН планира да протурка уставни измени за судството, за собранието и други прашања, без да го исполни клучното барање на влен, барем декларативно. Зарем мислите дека би поддржале тие вакви измени без да се вклучи тој дел? Наша заложба е да успееме во евроинтеграциите и тој процес да го водиме врз основа на рамноправна и реципрочна основа, нешто за што се залагаме и во владината програма. И тоа ќе значи наоѓање алтернативи решенија кои што ќе значат задржување на достоинството на македонскиот национален идентитет и гарантирање дека процесот нема да биде дополнително условуван. Еве може да цитираме: владата силно ќе се залага за изнаоѓање решение во прилог на придвижување на процесот, без при тоа да прифати диктат на трети држави. Како го замислувате ова? Околу прашањето кој што го кажавте околу коалиционите партнери, секоја уставна реформа предвидува барање на широка поддршка. Не сметаме како влада дека можеме сите промени да ги направиме одеднаш и да ги направиме 100% под угледот на тоа што се нашите заложби и размислувања. Но стоиме отворени да започнеме дискусијата и да видиме кон што таа дискусија ќе конвергира. 360 степени во неколку наврати се обиде да добие изјава од представник на коалицијата Вреди за овие прашања. Откако не успеавме со двајцата портпароли, се обративме до владин функционер, како и до пратеник. Функционерот немаше време, а пратеникот не беше подготвен, оти за дел од заложбите во владината програма слушна прв пат од нас, иако во неделата гласаше за новата влада. Минатата недела пак, од коалицијата Вреди ни рекоја дека не сметаат од нивните барања извисиле. Велат, успеале да обезбедат силно динамизирање на евроинтеграциите, безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата, како и економски реформи. За други прашања, отвориле дебата и чекаат развој. Сите сме свесни дека македонската страна има своји грижи и бара дополнителни гаранции, а во исто време сите сме свесни дека без ВМРО ДПМН уставните промени не можат да се случат. Затоа нема да се однесуваме наивно и како нашата политичка конкуренција да продаваме демагогија. Туку сме јасни и прецизни. Во разумен рок очекуваме ВМРО ДПМН да го соопшти планот под кои услови ќе се спроведат уставните измени. ВМРО ДПМН им вети на своите гласачи дека ќе се обиде да обезбеди дополнителни гаранции, дека уставните измени се последниот услов за суштинско отворање на преговорите за конкретните поглавја. Разговаравме со дел од пратениците од коалицијата Вреди и тие се изненадени за некои од работите кои што се наведени во владината програма, прв пат од нас слушнаа, како на пример за намалување на бројот на пратеници. Јас ја почитувам многу посветеноста на новинарите да ја читаат и да анализираат програмата. Со истата посветеност голем број новинари и новинарски Но очигледно не сите пратеници. Мислам дека задача на пратениците да бидат попосветени во анализа и на програмите и на законите кои што стигнуваат во собранието и вистински да ги анализираат, критикуваат, бранат во собранието, да ги анализираат. Не е моја работа да Вреди за програмата. Беа консултирани за програмата секако и политичката партија Знам за наша Македонија и коалицијата Влен од повеќе политички партии. Владата допрва ќе треба да носи годишни програми по кои ќе реферира и во кои ќе мора да предвиди конкретни средства и рокови. Останува отворено прашањето дали во 4-годишниот мандат ќе се случат уставни измени и какви.